12 млади девојки, средношколки и студентки од Македонија, Бугарија и Србија учествуваа на третиот по ред ромски медиумски тренинг програм Буверо, што започна на 11 август, траеше 9 дена и се одржа во општина Старо Нагоричане во организација на Националниот ромски центар Куманово. Ова е нашата денешна тема, а мојот денешен гостин кој што ќе го поздравам и ќе му посакам добар ден е Ашмет Елезовски, извршен директор од Националниот ромски центар. Ни е драго што еве денеска сте наш гостин и ќе позборуваме за оваа тема, за овој навистина интересен тренинг програм Буверо, што го одржавте 9 дена. Ајде да слушнеме нешто повеќе за самиот проект. Овака, Националниот центар во соработка со повеќе меѓународни невладени организации и институции направи една програма која веќе ова е пета година што се одржува Буферо. Буферо во превод значи школка, вредноста на жената, значи на девојките, на женскиот пол. Така да ние всушност се приклучивме кон ова благодарение на соработката со Рома Медија фонд од Будимпешта, една позната продуцерска и невладина асоциација која е добитник на многу меѓународни сертификати за документарни филмови, истории и професионализам во креирање и режирање на филмови истории за ромскиот живот, каде и е добитник на една награда од Холивуд секциите во Америка, во Соединетите американски држави, и благодарение на таа соработка ние започнавме за 3 години со нив, каде паралелно и во Унгарија и во другите места во Европа се одржува, така да откако тие увидува дека Националниот центар има тим кој може да го продолжи ова, тие ни дава една сериозна подршка, ние тоа да го продолживме и така да еве по трета година Буферо 5 се одржува во Куманово и ние сме горди што оваа година на вистина имавме еден континуитет во работата и што успеаме да имаме учеснички од регионот, од Србија, Бугарија и Македонија, девојчиња на возраст од 18 до 28 години, значи средношколки и студентки кои всушност се едно огледало за многу девојчиња и можам да кажам дека треба да бидат потик за сите, дека на младите им останува, но меѓутоа пред се треба им се даде можноста нивната креативност да дојде на виделе. Споменавте пета година поред. Каде изминативе години се одржуваше овој камп? Се одржуваше во Будимпешта, во Унгарија, во Црна Гора, во Србија и кај нас во Македонија, во Куманово. И тоа се одржа во како и минатите 3 години и оваа година го одржавме во едно село, значи во локалитетот кој попаѓа под местото на општина Старо Нагоричане и задоволни сме од локацијата како и просторот. Ете поздрав до луѓето кои управуваат со етно село, бидејќи навистина просторот ни овозможи еден спокоен, можам да кажам, мирен начин на согледување на потребата за начин на комуникација, креирање на идеи, пишување на есеи, а пред се една провокација кај младите дека тие можат да направат добри нешта доколку имаат мир околу себе. А тој мир ни го возможи природата и околината која самиот амбиент. Да, самиот амбиент, а од друга страна беа изворедно задоволни и од информациите за Кокино, значи обсерваторијата, која за жал не можевме да ја посетиме поради временското ограничување, но меѓутоа богатството е и човекот и ние како кумановчани што едноставно имавме можност да кажеме со што е богато Куманово, значи не само за ромските прашања, едноставно за она што сите ние го чувствуваме во себе. А тоа е дека и просторот кај што живееме е наш, а и каде сме родени, и зато тоа даде една двосмерна, размерна
помеѓу девојчињата кои сите ги кажува од каде потекнуваат, кои места кај нив се, значи се запознава и едноставно разменија таков еден интензитет на информации што не е можно за секојдневно размена на информации и пред се за бариерите кои девојчињата се соочуваат без разлика од која националност се вера, значи возраст, туку едноставно дека потребно е на женскиот пол, пред се мислам, на жената и на девојчињата се гледа како една вредност која треба да се даде една равноправност, бидејќи нивните креативни идеи за жал да не се налутат од машкиот пол се многу по видливи и може да бидат со поголем ефект отколку на нас машките, бидејќи нешто има што баш колката вели вредност. Вредност на она што всушност дава ефект. Дали знаеме следната година каде ќе се одржи кампот или се уште е рано? Па не, следната година имаме во план тоа да биде многу со поголем, можам да кажам, интензитет и меѓународната јавност да се вклучи. Биќе ние на 3 години господинот Милчо Манчевски, познатиот наш режисер, да не поздрави и ни даде одредени информации. Ние сме задоволни на тоа, а плюс не можеш за жал поради големата негова зафатеност да дојде и да ги угости претходните кампови, но меѓутоа ете, можеби следната година ќе се обидиме да прилагодиме спрема времето кога и нашите познати личности од регионот ќе бидат слободни и да бидат едни од мотиваторите, фацилитаторите, тренери. За следната година не знам, мислам дека ќе биде надвор од Македонија за моментот, така е нешто искоментирано и се надеваме дека поддршката која добивме од повеќето наши, можам да кажам, партнери, спонзори, донатори, а пред се ова е во континуитет од европската програма, така наречена програма Европа за граѓаните, за граѓански здруженија, како една структурална поддршка и мислам дека Европската комисија не погрешила што ни ја дала довербата, бидејќи довербата е оправдано, бидејќи тоа го покажуваат и продуктите кои произлегуваат овој камп. Кои се продуктите? Па продуктите излегуваат 3 многу добри, феноменални стории кои се наречени под име првата група на Буферо девојчиња се ставија име Фималџики или филмот документарниот има насив Суно, тоа е сон. Втората група е Chang'e Girls или па Rap the Change, така да навистина беше интересно за тоа да се погледне. И третата група беа креаторки и филмот беше насловен како Ромкиња или Ромиња. Сите 3 филма испратија една порака дека светот и животот се една спојливост и дека всушност родовата равноправност треба да што повеќе да е присутна, а од друга страна, без оглед дали се машки или женски, мора да постои соживот, почитување, меѓуетничка толеранција, а пред се да се даде можност и најмушливиот, да кажам, или луѓето што по слобода на говор или по начин на живење не се многу говорливи, да им се даде можност тоа да го искажат на друг начин, преку пишување, преку видеозаписи, а сето тоа кога ќе се види, тогаш имаме надеж за иднина која ќе биде многу посмирена, постабилна и владење на еден позитивна енергија кај помладите генерации, дека сепак животот е убав, ако знае човекот младите како да го живеат. Каде може да се најдат овие видеозаписи што се продукт од кампот?
Па видеозаписите за Пошироката јавност да ги погледа. За повеќе од недела дена ќе бидат поставени на сајтот на Национален ромски центар и на социјалните мрежи, бидејќи еве за ваше информирање, за неполни 2 дена веќе достигнавме цифра од 2000 луѓе кои има побарување од сите 3 држави каде може да ги видат. Меѓутоа, ние ги подготвуваме и титловите, бидејќи филмовите се така направени во еден микс на користење на бугарски јазик, на македонски, на српски, на ромски, англиски, така да сето тоа сакавме да кажеме дека да го направите комплетно. Па комплетно, ама и пораката дека во животот нема бариери. Јазикот не е бариера, бојата, колоритот на девојчињата не е бариера, всушност само разбирањето и духот на јачината, на волјата за живење е всушност она што сите ние го бараме. Мир и спокој, и како што летото сега помалку одминува со оваа топлина, исто така посакуваме животот да продолжи во тој контекст. Само љубовта да зрачи, а она што мене во овој момент емоциите ме водат, бидејќи ме вратија во моите млади години, моето работење во радио Кумано, јас намислам се чувствувам возбудено, бидејќи сепак радиото е нешто што треба да го објасните слушателот да го има визијно, и посакувам на Радио Браво навистина успешни емисии, и сепак сега сум радосен што запознав гласот што го слушав секој утро што се случува во Кумано. Ми е драго, така да се надевам дека убаво името. Браво за сите. Благодарам, Ашмет. Значи, еве, проектот, рековме, беше финансиран од програмата Европа за граѓаните и се спроведува во партнерство со фундацијата Роминија. Да споменеме уште да не останеме должни на предавачите. Бидејќи тие сте навистина многу заслужни за се она што се случуваше во ето село. Па вака, можам да кажам дека навистина предавачите беа едни од ретките, можам да кажам, квалитетни личности. Прв беше првиот пратеник во поранешна Југославија, значи новинар, политиколог, историчар Љуан Коко, со потекло од Призрен, но меѓутоа живее и работи во Белград. Тој ги воведе всушност првите 2 дена во историјата и идентитетот дека богатство е да се биде ром и да се познаваат многу јазици. Постоја со него беше и една позната новинарка Зорица Кубиджик од Радио Телевизија Србија, една од пионерите на ромското радио, значи ромската редакција, која сега е во пензија, меѓутоа имаше такво едно предавање што навише да направи една вистинска провокација и инфекција кај младите генерации. Потоа следува познатата актерка Санела Ромкиња, која дипломираше на македонскиот на драма и глума и режија во Македонија, и една од многу препознативите актерски личности во ромскиот драмски свет. Следуваше Емина Еминовска, која е сега советничка во на министерството на едно од министерствата во владата на Република Македонија, министерот Самка Ибремовски, која е долгогодишен познавач на правото на жената. Следуваше Себихана Скендеровска, која е позната активистка за правото на жената, а луѓето кои практично работеа, јас ќе ги спомна имињата. Нешко, кој е од една продуцерска радио и телевизиска куќа во Скопје,
кој беше еден од креаторите. Тука беше Христијан, млад дечко, креативец од Куманово, многу напреден. Со него беше Мартин, познат во Куманово како еден солиден можен креатор или уметник кој и црта и знае да направи креативни дела, а на нив се придружуваат и Чани, и Елез, и уште многу други, но меѓутоа добро е да го спомнам и човекот кој повеќе време работи во медиуми и сега е моментално во едни продуцски куќи, тоа е Перо, или наречен Милјуш, а оние личности кои што ги остави, значи, спомнам, мислам дека и Чани го спомнав, еден мирен, креативен дечко со дух, меѓутоа сепак најзаслужни беа моите колеги, колешка, Славица Чучинска, и ако не слушаат, поздрав до нив, и Ифан Мартес, кои се двајцата најзаслужни луѓе што кампот беше успешен и даде едни од најдобрите изданија досега на продукција, значи, и се надеваме на престојните фестивали кои ќе се одржат во Европа, од Берлин до Амстердам, ќе имаме можност со што да се пријавиме, можеби и ќе добиеме некоја награда. Еве, јас лично ви посакувам да успеете во се она што го посакувате. Вие го заслужувате, тоа го докажавте. Еве, проговоривме ова утро за кампот кој што помина 9 дена безпрекорно. Продуктите, сето она што го финиширавте, ќе го имате објавено на вашата веб страна. Ќе можат нашите слушатели да погледаат. За вашите идни планови, мислам дека треба да оставиме за некоја наша следна средба. Да не откриваме се што ќе се случува во наредниот период, иако ми рековте дека имате многу закажување, да закажеме повторна средба и да се видиме во некое скоро време. Да, и само пораката би била за слушателите, а пред се и за постарата генерација, но пред се за помладите, бидете активни, бидејќи самите треба да се изборите за местото во кај што живеете и каде да се наоѓате. И слушате го Радио Браво. Ашме, ти благодарам од срце, ти посакувам убав и успешен ден.